Имам 2200 евра, колку да ризикувам од нив? Зошто 1:3 риск реворд е победен од win rate? Еден трейд не те прави богат, ти треба конзистентност. Спомнавме за риск менеджмент и делот колку треба да ризикувам и зошто win rate 1:3 риск реворд е подобро од win rate. Не знам дали сте запознати со Монте Карло метод. Што е Монте Карло метод? Техника каде што земаш еден трейдинг систем, го пушташ низ илјадници рандом сценарија и гледаш што може да се случи со сметката. Значи, ни дава идеи, односно ни дава видик на одреден број трейдови. Во ситуацијава спомнавме 2200 евра. Ако ризикуваме 10% на 2200 евра, тоа ни се 10-20 евра. Win rate да земиме во просек, што секој трча за win rate, но реално од 40 до 50% win rate е доволно. Значи со 1:3 risk reward, значи влогот го множиме пута 3 на просек од 100 трейда. На хартија изгледа профитабилно, но Монте Карло прави 1000 различни редоследи на wins и lows. Ист win rate, но со различен редослед. И тоаш гледаш колкав може да биде max drawdown, дали можеш да издржиш 8 изгубени трейдови поред, колку варира финалниот профит. Несуваме бројки што се соодветни со нашиот ризик. Во ситуацијава јас давам метод со 100 трейдови, да имам 40 win rate, 1:3 risk reward, да ризикувам 10% по позиција. Да видиме што се случува. Откако ќе ја дадете командата, ви дава симулации, значи Монте Карло симулација, и што да очекувате со вашиот баланс. Надолу може да ги видите резултатите.